Новата генерација на Insignia има тешка задача. Предходничката е продадена во 900.000 примероци и не помина на пазарот онака како што планираше Opel. Сега, втората генерација на Insignia е поставена на потполно нова платформа, носи потполно нов дизајн, има многу повеќе простор во внатрешноста и голема палета на мотори како и на опременост. Она што избегнуваа од таборот на Opel да ни го кажат е цената. Ние мислиме дека таа би требало да биде околу 25.000 евра со сите давачки во Македонија. Наскоро Insignia пристигнува во Македонија, а додека ја имаме на домашен терен, погледнете ги нашите импресии од Insignia кои ги добивме на возењето низ Хесен. Во времето кога милиони купувачи мигрираат кон спортско корисните возила и големите лимузини, фамилиарните автомобили почнаа да паѓаат на топ листите на продажбата. Сепак, сегментот D се уште не се предал и има што да каже. Неодамна Opel ја представи Insignia Grand Sport и Grand Sport Tourer. Во основа исти модели, тие се разликуваат каросериски и димензиски. Првата има 4, а втората 5 врати. Надежите на Opel се да се приклучи на премиум моделите како што се Audi A4 и BMW серија 3, но и да се соочи со традиционалните конкуренти Volkswagen Passat и Ford Mondeo. Insignia е поставена на новата платформа која дозволи димензиите да нараснат до 4,9 метри во должина, што е многу блиску до Mercedes E-класа, позициониран во класа погоре. Зголемено е меѓуоскиното растојание, со што е понуден поголем простор во внатрешноста, особено на задната клупа. Кога зборуваме за визуелниот впечаток, новиот дизајн се истакнува со големата решетка на ладилникот, стилизирани дневни лед светла, купеовска контура и сосема смирен заден дел. Производ е многу подопадлив изглед во однос на претходната генерација, но сепак нема јасна определба дали тежне кон 4-вратно купе или класична лимузина. Дизајнот на внатрешноста ќе му биде познат на секој што барем влегол во новата Астра. Иако технички е нов дизајн, има многу слични елементи со компактот како што е воланот, контролите за мултимедијалниот систем и многуте инструменти. Она што мене посебно ме радува е фактот што се избегнати многу копчења во разни форми, како што беше кај претходничката. Сега има доволно прекинувачи, а поголемиот дел од функциите се командува преку голем екран осетлив на допир. Квалитетот на материјалите е добар, како и нивото на завршна обработка. Багажниот простор има рамни површини и капацитет од 500 кај седанот и 590 литри кај верзијата со 5 врати. И двата се сосема доволни да се стават многу торби, дури и велосипед. Во портфолиото на новата Insignia има прагматичен избор на мотори. Новодизајнираниот 1,5 литарски турбобензинец испорачува 140 коњи, додека добро познатиот дволитарски турбаш дури 260 коњски сили. Регалот на дизелаши го пополнуваат од 1,6 литрен со 110 коњи до 2 литарски со 170 коњски сили. Тест возењето го започнав со најновиот мотор, кој воедно е најмал по зафатнина. Велат дека дизелите полека, но сигурно одат во заборав, а тоа го најавуваат не само електричните и хибридните возила, туку и се поголемото усовршување на бензинците, кои со намалување на зафатнината, помошта од турбополначи и зголемената економичност повторно ги вртат рефлекторите кон себе. Токму таков е 1,5 литрениот турбобензинец. На изглед со скромни можности, тој пријатно ме изненади со неговите манири. Од овој мотор не може да се очекуваат спортски перформанси, но линеарни забрзувања, лесно одржување на брзото темпо на автопат и тивко работење секако. Тој е спарен со 6-степен мануелен менувач, чија симбиоза овозможува економични резултати. Просечната потрошувачка во текот на извозените 130 км не ја надмина границата од 7,8 литри. За оние кои се навикнати на катапултски забрзувања, динамични перформанси и список на врвна техничка опременост во автомобилот, секако е врвната изведба со дволитрениот турбобензинец од 260 коњи.
Тестираниот примерок имаше и погон на сите тркала, а вториот дел од маршрутата како нарачан за такво возило. Изведбите со погон на сите тркала се опремени со векторирање на вртежниот момент, а самиот мотор е впарен со 8-степен автоматски менувач. Ваквиот спој прави возачот да се почувствува повторно роден. Извонредни забрзувања, одлична интеракција на сите технички склопови, прецизно управување и електроника која секој момент ги надгледува сите дејствија на возачот. Уживањето ќе беше многу поголемо, доколку звучната изолација ќе дозволеше во кабината посилно да навлегува рикањето на моторот или резонантниот звук од издувите. Мој заклучок е дека Инсигнија, иако нуди моќни мотори, дека е ориентирана на сериозни семејни и флотни купувачи кои сакаат да имаат моќни мотори поради имиџ и чатал, а не да го цедат максимумот од нив. Без оглед дали се наоѓа во изведбата со најмалиот или најголемиот бензински мотор, чувството на лесно движење, удобност и безбедност беше исто. Не издржав, а да не направам неколку силни провокации. Сепак заклучокот остана ист. Инсигнија е добра за возење во сите услови и сценарија. Возачката позиција е комфортна и ергономска, може да се адаптира на возач со било какви пропорции, а седењето е ниско, но видливоста напред е добра. Препорачувам сензори за паркирање, бидејќи не можам многу афирмативно да се изразам кога се вози наназад или паркира. Opel се потруди да обезбеди извонредно долга листа на сериска и дополнителна опрема. За жал, се уште не ја знаеме почетната цена, но се шпекулира дека нема да биде драстично повисока од цената на адекватната верзија на претходната генерација. Возењето на Opel Insignia е извонредно искуство, без оглед дали се вози најслабиот бензински мотор од 1,5 литри и 140 коњи потполнокнат со турбополнач или пак најсилниот бензинец од 240 коњи и погон на сите тркала. Но возбудата што се однесува до Opel е уште поголема, бидејќи Автомагазин имаше чест да се запознае со сите останати 6 новитети кои ќе дојдат во 2017 под значката на Opel. И она што можам да го кажам е дека не чека извонредно возбудлива година со молњата од Русалска. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав, до следното гледање за 7 дена. До гледање.